рекламите се враќаме со вестите. Финансиска полиција ги разгледува тендерските набавки за јавното предпријатие ИСАР за 2017 година. Правичната контрола со индиции за неправилности во работењето. Оваа седмица финансова полиција ги чешла тендерите за набавки на јавното комунално предпријатие ИСАР за 2017 година. Актуелниот вршител на дејност директор на јавното предпријатие ИСАР Живко Тасев вели дека индиции за неправилно работење постојат. 9 месеци се набавени 7000 метли, вредност од 350 денари, и кога тие 7000 метли се поделат на 20 работника, испаѓа дека дури за 30 дена имат потрошено 35 метли. Значи, ако се работни часа 24, останува по метла и по, да кажеме, на еден работник за еден ден. Значи, тука има индикации за злоупотреба на службена должност. Исто така имаше проверка за трошење на телефонски услуги, каде што претходникот мој Јако лимитот бил 4000 денари. Во 2015 овој лимит е пречекорен за 2-3 денари и си платил на плата, но одбиена од плата, но во наредната година, 2016 и 2017, во повеќето месеци, таа сума надминува дури до 22.000 денари, каде што го прескратнат лимитот од 4000 денари и не исплаќал во благајната. Па има повеќе, значи, тендери кои финансова полиција ќе ги испитува. Еве уште еден тендер ќе посочам, каде што набавката на струја имаме од бугарска фирма, каде има грейс период од 6 месеци, значи фактурата ако дојде во 4-ти месец треба да ја плати во 10-ти месец. Но тој е плаќал веднаш, али за таа сметка спрема евана долгото станувал, дури имаме сега од април до ноември 1 милион динара камата. Неправилности има и за набавките околу вентили и машина за пакување. Гледна и други тендерски набавки, во поглед на тендер кој е поминат, кој вреди 5 милиона денари, набавка на вентили, сигурносни вентили, до сега е ограден само еден. Значи, се набавени 1000 вакви вентили. Друг тендер исто така, набавка на машина за пакување во пликови на фактурите кои ги добиваат граѓаните. Ова машина е исплатена 1.400.000, но не е во функција. И тука, значи, има осиромашување на јавното предпријатие ИСАР. Финансиската полиција и во наредниот период ќе биде чест гостин во јавното предпријатие ИСАР. Секако, тие треба да го кажат и епилогот за тоа дали реално има недостатоци во спроведувањето на тендерските постапки на јавното предпријатие ИСАР за годината која веќе изминува. Општините и Центарот за развој на Источно-Планскиот регион се подготвуваат за вториот повик за добивање на проекти преку програмата за меѓугранична соработка со Бугарија. Се подготвува проект за реконструкција на Штипското инфективно оделение со европски пари. Центарот за развој на Источно-Планскиот регион и Клиничка болница Штип ќе бараат европски пари за реконструкција и адаптација на зградата на регионалното инфективно оделение. Директорката на Центарот за развој на Источно-Планскиот регион Драгица Здравева вели дека Клиничка болница Штип со овој проект ќе аплицира на вториот повик од програмата за меѓугранична соработка со Бугарија, кој се очекува да биде објавен кон крајот на јануари 2018 година. Ние ќе бидеме како орган кој што ќе го управува проектот, а иначе апликацијата ќе ја поднесе самиот клинички центар и како што разговаравме со доктор Ален Ѓоргиев, директорот на клинички центар, тоа би било нешто во врска со реконструкција и адаптација на зградата на инфективно оделение, кое што нема да биде во склопот на новата клиничка болница која што се гради. Здравева вели дека како центар може да конкурираат нови повик и со други две општини од источниот регион.
Јас лично сметам дека треба да одеме исклучиво со инфраструктурни проекти, нешто видливо, нешто што ќе остане и за идните генерации, како што е случајот со во Штип мултимедијалниот центар, како што е случајот сега во општина Кочани, проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина, каде што вршиме целосна адаптација на зградата во енергетски ефикасен објект. 11 општини од источниот регион на вториот повик за програмата за меѓугранична соработка со Бугарија ќе можат да аплицираат за инфраструктурни и меки проекти, а на располагање на овој повик се околу 10 милиони евра. Археолози од Штип и Струмица го открија изгубениот град Марчово, кој важел за најголем рударски град, каде живееле над 20.000 жители. Пронајдените артефакти, над 50 гробови, еднокорабна црква и монети, ги потврдија легендите за негово постоење кои се запишани во турските списи од средниот век. Заврши децениската потрага по изгубениот рударски град Марчово кој потекнува од античко време. Овој град кој во турските списи од средниот век бил споменуван како најголем, конечно откриен во близина на Радовишкиот напуштен рудник за железо Дамјан. Пронајдените артефакти ја потврдија легендата за неговото постоење, велат археолозите од Струмичкиот и Штипскиот музеј, кои деновиве интензивно работат на овој локалитет. Марчово како населба се спомнува во турските пописи и записи, меѓутоа досега тој град не се знаеше каде е, односно тоа населено место. Меѓутоа со овие археолошки истражувања можеме да потврдиме дека ова е населба Марчово, бидејќи локацијата каде што опишуваат списите се наоѓа на овој дел од Радовиш. Марчово важел за најголем рударски град, каде живееле над 20.000 жители, претежно рударски семејства. Како остатоци кои го потврдуваат постоењето на најгусто населениот град од античкиот период се над 50 гробови, еднокорабна црква и неколку монети. Тоа представува една рударска населба која што е од големи размери, бидејќи досега од рекогносцирањата и од археолошките истражувања на овој дел од градот, односно населбата, укажува дека ова е можеби една од најголемите досноантички населби средновековни рударски населби кои што во овој дел од Македонија, значи во Источна Македонија, ги извршувале рударските работи за потребите во тој период. Во непосредна близина на некогаш изгубениот рударски град Марчово, но локалитетот Врчва, истиот археолошки тим пред половина година пронајде и остатоци од рударска населба, за која се претпоставува дека потекнувала од 6 до 5 век пред нашата ера. Со овие наоди се укажува дека Боровдол, односно Радовишкиот регион, бил важен рударски центар уште од времето на Пајонско-македонската бронза. Избрани најуспешните жени предприемачи за Источен и Југоисточен регион за 2017 година. Наградата за најуспешна жена предприемач годинава ја доби Дина Муцунска, менаџер на хотелскиот комплекс Манастир во Берово. Дина Муцунска е прогласена за најуспешна жена предприемач за 2017 година. Одлучи жири комисијата на традиционалната манифестација за избор за најуспешна жена предприемач од Источниот и Југоисточниот регион, што вчера по втор пат во организација на агенцијата Маркетинг Микс се одржа во Штип. Нема тајна за успех, наградата многу ми значи, вели Муцунска, генерален менеџер во хотелски комплекс во Берово, потенцирајќи дека за да се биде успешна жена во бизнисот е потребно само да се има желба. Почетоците се секогаш знаеме потешки, поспоро следат успесите, но секако со голема посветеност на работата и навистина со многу труд. Речи се е неминовно да дојдеш до нив. Првенствено мора да си има идеја, што сакаме, како сакаме, потоа да си има визија за развој на таа идеја, да се постави еден план, стратегија со временска рамка, со цели и со многу напор, со многу труд, со многу посветеност и пред се со многу љубов. Нема потешкоти, само љубов. Јас кога ќе напати, кога ќе ме прашаат како е, тешко ли е, јас велам не е лесно, но е многу убаво. Идејата и отварањето на фирма за рециклирање на отпад ја донесе првата награда од публиката за најуспешна жена предприемач на Кочанката Билјана Митева.
Пред се тоа се должи на моето мото, чувар на вашата околина и дејноста со која работам. Ние жените сме двигатели и никогаш не сме уморни. Ние сме упорни. Мојот тим кој стои позади мене е претежно составен од жени, бидејќи, како што кажав, и при доделувањето во светот на мажите навистина е тешко да се изборите за своите квалитети. Сепак сум благодарна за ова признание. Жените се пообразовани од мажите. Менаџираат со фирми, влегуваат во бизнисот за да заработат, вели Валентина Десовска, председател на Сдруженијето на бизнис Жени во Македонија. Според статистиката сме добри во бројката како котираат жените во бизнисот во Македонија, околу 30%. Она што се гледа во моментов е на горната линија на желбата на жената да стане предприемач, дека ја гледа можноста да донесе парче леп во својата фамилија. Меѓутоа, недостасува да ја согледа можноста за развивање на конкретен бизнес во кој што ќе има поголем обрт и поголем профит. Она кое што ние сакаме да го направиме, да ги освестиме жените дека предприемаштвото представува пред се можност за раст и развој, дека тоа не е нужна потреба. Целта на манифестацијата е да се промовираат вистинските вредности и позитивните примери во областа на бизнисот, а пред се да се поттикнат останатите жени со предприемачки способности да се вклучат во развојот на своите идеи. Истакна Лилијана Варадиновска, собственик и директор на агенцијата што ја организираше манифестацијата. Како општествено одговорно се појавуваме во овој проект и сакаме да продолжи со желба да престане бранот на иселување на младите, да останат нашите млади и да започнат собствен бизнис. Верувајте, предприемачкиот дух е во секоја жена, само таа треба да го разбуди во себе. Штип годинава по втор пат ги собра жените лидери во економијата на едно место, од најразлични области и дејности и успешни во бизнисите што ги водат. Хуманитарна акција на форумот на жени од СДСМ во Штип. За семејствата со социјален ризик денеска донира облека во организацијата на Црвен крст. Жените од СДСМ во Штип денеска донира облека за семејствата во социјален ризик. Хуманитарната акција се спроведе во соработка со Црвениот крст на град Штип под мотото Дарувај од срце. Во рамките на програмата на форумот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија секоја година се одржува традиционална акција, хуманитарна, во соработка со Црвениот крст, наречена насловена Дарувај од срце. И ние во Штип ја организираме оваа акција со донирање на облека во Црвениот крст, но тука не застануваме, значи облека ќе донираме во Државното средно училиште за деца со посебни потреби Искра, како и социјални пакети од храна и дел од облека на околу 60 фамилии со цел да ја покажеме хуманоста и да ја подигнеме свеста на граѓаните во нашиот град. Од Општинската организација на Црвениот крст вела дека донираната облека ќе биде доделена на оние на кои им е најпотребна. Од името на Општинската организација на Црвен крст Штип упатувам голема благодарност за донацијата на форумот на жени на СДСМ од Штип. Инаку обликата ќе биде донирана на сите оние на кои што им е тоа најмногу неопходно. Хуманитарната акција Дарувај од срце е традиционална, а секоја година се спроведува и во останатите општини во државата. И ова сабота пренесуваме дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа. Докаде сте со процесот ревизија на Скопје 2014, телото е формирано, дали може би се донесени некакви заклучоци? Работи телото помеѓу Министерството за култура, Министерството Општина Центар и градот Скопје за определени објекти од така наречениот проект Скопје 2014. Некои од заклучоците се доставени до влада како надлежно тело, некои се доставени до мене како градоначелник на градот Скопје. Правиме се тоа да е на што помала штета на граѓаните на градот, бидејќи станува збор за буџетски средства кои што се таму употребени, колку тој проект е во суштина опасен по безбедноста на граѓаните на градот Скопје, можевме да видиме пред само 10 дена, кога имаше една излевање на водата од Мајнор коритото на реката Вардар после само 2 дена дожд.
Дали ќе има преместување на спомениците? Беше најавувано, можеби во меѓувреме се предомисливте и дали воопшто се направени калкулации колку еден таков потек, една таква иницијатива би ве чинела? Дел од спомениците не е ингеренција на градот Скопје. И тука е вмешано Министерството за култура и Општина Центар и тоа во формална правна смисла ќе биде однос помеѓу тие две институции. Да го доградите мостот на панорамското тркало без панорамското тркало би ве чинело отприлike околу 4,5 милиони евра. Средства недостасуваат за да тој се изгради. И би добиле еден ултраскап пешачки мост. Да го изчистите коритото на реката Вардар и од мостот и од галиите и од некои фонтани таму кои што веќе подолго време не работат и од врби и од што се немаме внатре во коритото, кошта отприлike исто 4,5 милиони евра. Влегол во бурекчилница и му го украле автомобилот. 26 годишен кочанчанец пријавил кражба за возило Ауди А5 во Скопје. Кражбата во полиција, како што информира МВР, се случила пред 2 дена, додека сега оштетениот кочанчанец околу Пладне се паркирал со возилото да си купи бурек, оставајќи го возилото отворено со клучевите внатре. Кога непознат сторител ја искористил згодната прилика, влегол во возилото, го стартувал и заминал во непознат правец. Штетата се проценува на околу 1.800.000 денари. Полицијата трага по сторителот на кражбата. Во организација на УГД Студент и МАК Промет Чунгалунга денес во Штип се одржа првиот предновогодишен кошаркарски турнир за пионери на кој настапија 4 екипи. Кошарката во Штип никогаш не била на толку ниски гранки како во последните неколку години. Од кошаркарски град со респектабилни екипи познати во цела Македонија, денес Штип е град без сениорски клубови и во машка и во женска конкуренција. Затоа радува идејата за организирање на предновогодишен турнир за пионери кои би биле некоја идна перспектива за штипската кошарка. Еве го организираме овој турнир како еден вид афирмација за кошарката во Штип, која веќе полог период е нели на стаклени или да кажеме на никакви нози. Која генерација се дечињата? Дечињата се 2005-та, 6-та и помали. Колку има традиција во Македонија на организирање на вакви турнири? Подолго време сме учесници по другите градови во Македонија, од денеска и Штип го ставивме на таа мапа. Колку членови има вашиот кошаркарски клуб? Колку дечиња тренира? Во нашиот клуб има дечиња родени 98 па се до 2012 година, така да различни генерации броиме негде околу 100 дечиња. Имало првите почетни резултати, има ли таленти? Па за тоа работиме, еве до сега само УГД Студент ни стои на, односно Универзитетот Гоце Делчев ни стои на помош, па се надеваме дека од оваа година ќе имаме помош и од локалната самоуправа, па се надеваме од наредната година да го формираме и професионалниот клуб, за да може да се напреварува во некој од повисоките ранг листи. Покрај спортскиот карактер, малите кошаркари им се радуваат и на предновогодишните подароци. Чунгалунга е препознатлива по тоа што поддржува спортски настани, посебно кога се работи за таргет популација од до 15 години дечиња. Ние се надеваме дека од оваа година па натаму ќе имаме долгогодишна соработка. Вакви и слични турнири им се потребни на Македонија, бидејќи искуството досега вели дека се одржуваат само во Скопје. Овој турнир е прекрасен, треба што повеќе вакви турнири да организира и Федерацијата на Македонија кошаркарска и ние како клубови за развој на кошарката се многу убави ваквите турнири, пред се за забава, а после за развиток и развивање на играчи. Супер е што имаме некаков спонзор за турниров. Се надевам дека има и други спонзори што ќе финансираат во кошарката. За Штипјане ова е прв турнир. Сакат да биде ова да стане традиција. Зборот вас за традицијата на вакви турнири, како вие, како организатори или на други места во Македонија, дали се одржуваат? Па, најчесто се организираат у Скопје и има и меѓународни турнири, но за жал у Македонија, у другите градови у Македонија, кошарката не е доволно развиена. Мора у цела Македонија развиеме да подигнеме нивото први на спортски народ, а после да можеме и децата ја уклучиме и да имаме не само кошарка, туку секој спорт да бидеме развиени.
Една убава традиција која започна денес во предвечерието на новогодишните празници, се надеваме дека ќе постане традиција, од која во понатамошниот тек ќе израстат некои нови и талентирани кошаркарски дечки за нова и поголема афирмација на штипската кошарка.